Добро дојдовте во Актуелна Тера. Еве ги вестите на денот. И викендов низ Битола се возело под дејство на алкохол. Во Битола повеќе првачиња од ланската година. Нижо музичко ќе има, ама каде? Задоволителна туристичка сезона во Преспа. Нижо музичко ќе има, ама каде? Денеска на вонреден состанок во училиштето се дефинираат чекорите за организирање. Преадаптација на објектот нема, наставата почна во средното образование. Општината ќе помогне во проблемот кој настана со нижото училиште, но сепак, како што рече Талески, клучно е добивањето на надлежност за да се реши проблемот со просторот. Маја Богоевска. Општината ќе помогне во решавањето на проблемите со музичкото училиште. Градоначалникот вели дека проблемот излезе кога општината сакајќи да помогне во подобрувањето на условите во средното училиште, кога се отворија документите, излегоа други проблеми од правен аспект. По барање на музичкото училиште до Министерството за образование стигна понуда до нас дали ние како локална самоуправа прифаќаме да одстапиме простор на училиштето за да учат основците, бидејќи надлежноста за нас е во основното училиште. Меѓутоа сега каде е расчекорот? Тој документ подразбира размена на просторот, меѓутоа во тие простори учи музичкото училиште каде што локалната самоуправа не е надлежна, туку е надлежно Министерството за образование. Последната информација која што имав пред неколку часа, Министерството за образование предлага средното музичко училиште да оди во просториите каде што има објекти кои што се наменети за средно музичко училиште со документ. А основното училиште да оди во простор каде што е надлежна локалната самоуправа доколку прифати. Че јас јавно кажувам, максимално 100% прифаќаме да најдеме простор, можеби ово истиот кој што е во средното училиште, во Таки Даскалот, и да вложиме напори, да најдеме начин тоа максимално да го средиме. Затоа што вака, општината практично нема ингеренција да вложува таму. Таму е сместено училиште кое што нема валиден документ. Талески вели дека оваа година ова мора да се реши, односно мора да се најде решение за просторот. После 2 децении и нешто, еве, локалната самоуправа, Министерството за образование, се разбира и самото училиште, директорката и училишниот одбор и така натаму, мислам дека ќе изнајдеме решение за потполно решавање на овој проблем. Проблем со просторот се разбира. Значи, ова е, како да ви кажам, еден убав проблем. Зашто се работи? Имено, децата кои што се запишуваат во средното музичко училиште, всушност доаѓаат од основното музичко училиште. Значи, тоа практично ги собира сите таленти, па оние кои што се вистински таленти, се одлучуваат да одат и во средно музичко училиште. Значи, на некој начин, тоа им е расадник, каде што талентите приоѓаат, го учат основното училиште, кое што е незадолжително, се разбира, паралелно со основното училиште, каде што се запишани, и оттаму талентите продолжуваат во средното музичко училиште и се разбира, делови продолжуваат и на факултетите на музичката академија и така натаму. Средното музичко во Битола е под капа на Министерството за образование. Овој проблем излезе на површина кога локалната самоуправа сакаше да поддржи максимална реконструкција на просторот во кој што се наоѓа сега средното музичко училиште, а всушност без валидни документи. И едноставно тоа беше невозможно толку брзо и ефикасно да го направиме, остана само делот каде што инвестира Министерството за образование, за што всушност и е надлежно. Така што објектот и првиот, каде што е средното Таки Даскалот, кој што е завршен, сега мислам дека и вториот објект скоро комплетно е завршен, значи фасадата, изолацијата и така натаму. За инвестирање внатре, доколку дојде основното училиште, можеме и ние, но и тие како училиште ќе можат од својата сметка, каде што има собствени приходи, да инвестираат во тие простори. Сега е невозможно тоа да се направи, затоа што, еве како да кажам, условно кажам, тоа е туѓ простор, тоа е нивни простор, значи тие не можат да инвестираат во простор кој што не е собственост или не им е даен на користење или долготрајно користење на учениците и училиштето кое што треба и има потреба да се санира. Во музичкото училиште денес директорката свика вонреден состанок. Куруновска за Тера вели дека во моментов нема преадаптација или реконструкција на објектот на булеварот 1 мај, што понатаму се ќе зависи од надлежните. Наставата во средното образование денес започна како и во секој училиште, а во тек е подготовката на распоредите за нижото училиште.
Во Битола повеќе првачиња од ланската година. Градоначалникот Талески на сите ученици во училиштето во Кукуречани им посака успешна учебна година. Ова училиште за време на летниот распуст беше реновирано. Весна Шеровска. Училишното звонче го означи првиот ден од новата учебна година, на што најмногу се израдуваа првачињата, кои во основното училиште Александар Турунџев во село Кукуречани ги има 5 повеќе од ланската година. На ниво на општина Битола денеска за прв пат во училишните клупи седнаа 1022 првачиња, 4 повеќе од минатата година. Овде е интересно и сакав да дојдам за тоа што разбрав дека се зголемил бројот на првачиња. Значи во однос на минатата година, значи ги има вкупно околу 6 училишта, вкупно се 28 првачиња, односно по бројка 5 повеќе од минатата година, што значи дека подобрувањето на условите во училиштата и се разбира подобрувањето на стандардот на родителите, мислам дека луѓето ги задржа во ова место и тие си формираат семејства, што е резултат практично и ова денеска што го гледаме. Процесот на децентрализација што во Република Македонија се реализира од 2005 година е резултат на подобрувањето на условите, еве конкретно во ова училиште, но секако и во сите останати училишта во општина Битола имаме подобрени услови, што значи учениците и во основните и во средните училишта можат да започнат учебната година во подобрени услови за работа. На ниво на општина Битола 1022 првачиња ќе се запишат во ова учебна година, 4 првачиња повеќе од минатата. Првиот училишен ден е возбудлив и за наставниците, вели директорот, и додава дека во соработка со Министерството за образование и наука на Македонија и локалната самоуправа биле подобрени условите во ова основно училиште во Кукуречани. Првиот училишен час го започнавме со миење на рацете, како што беше препорака од Министерството за здравство. Секој оделенски наставник на помалите ученици од прво до петто оделение им објасна зошто е важна хигиената, личната хигиена, значи како заштита од жолтица и други заразни болести. Училиштето за време на летниот период беше реновирано. Нова спортска сала, значи добивме, таа е донација од Сокотап, тука со свој дел учествуваше и општина Битола. Имаме комплетна промена на старата дрвена дограма, подобрено грејење во целото училиште и останува како најава, односно ќе се реализира уште на еден мал дел од училиштето, реновирање, комплетно реновирање и така имаме комплетно ново училиште во село Кукуречан. На барање на местното население и поради зголемениот број на ученици, директорот со најава за пуштање на ново училиште во село Крк. Уште една шведска донација во Ѓорѓи Сугарев. Децата од специјалните паралелки добија нови тоалети. Таму веќе се реализира проектот со кој се обезбедува еден оброк за 350 деца. Маја Богоевска. Учениците од специјалните паралелки во основното училиште Ѓорѓи Сугарев добија нови тоалети, шведска донација. Невладината организација од рака на рака веќе во ова училиште го реализираат проектот да му се даде шанса на едно дете, преку кој се обезбедува оброк за 350 деца. Успеавме за време на летниот период да ги реновираме вецината за децата што се со посебна потреба. Имаме донатори од македонци од Шведска што работат и живеат долги години во Шведска. Се заинтересираа да помогнат за во проектот што работиме ние, така да Виолета и Васко се тие што се заангажираа и го изведоа проектот и од денеска можат вецината да се употребуваат за дечината. Јас Виолета се викам, Блажевска, и работам како сестра во Шведска со школски деца и добивме инспирација да овие деца со посебни потреби многу важно да се подобрат условите и сакаме ова да биде како импулс и за луѓе што живеат тука, што имаат можности да помогнат и луѓе што живеат во други држави надвор и од Европа и во Европа. И колку е важно за условите и стандардот да се подобри на овие посебно деца со посебни потреби и тоа мора, мислам, да се саца на тоа. Од училиштето задоволни од соработката. Минатата година беше реализирана исхрана за околу 350 ученици кои добиваа еден бесплатен оброк. Донацијата и соработката продолжи и ова година. Реновирани се санитарните јазди на учениците со посебни потреби, према нивните потреби.
Па се надевам со донаторите соработката ќе продолжи и понатаму. Се надевам дека поддршката нивна ќе се однесува и на дел од другата инфраструктура во училиштето и секако голема благодарност од вработените, учениците и родителите до донаторите. Убедени сме дека со подобрувањето на условите и бројот на првачиња секоја година ќе се зголемува. Во таа смисла денеска знаете дека ги почитуваме и сите сугестии за заштита на дечињата, така што тие почитуваат со миење на рацете, на својот прв час и така натаму. Така што мислам дека во општина Битола е задоволство да се биде дете и задоволство да се биде наставник и професор и да се предава со вакви бистри, убави дечиња кои што се секако нашата иднина. Проектот да му се даде шанса на едно дете ќе продолжи и оваа година, зашто донаторите биле задоволни од досегашната реализација. 38 првачиња денеска за прв пат влегоа во училишните клупи во Централното основно училиште Славко Ломбарковски во Новаци. Градоначалникот Лазар Котевски заедно со директорката на училиштето Ана Котевска-Велјановска и советничката за образование Мирјана Хаджиевска денеска ги дочека и им посакаа топло да предојде и успешен старт на учебната година. Многу ме радува фактот што годинава имаме 38 првачиња, од кои 16 во Новаци. На ниво на општината, бројката на ученици во Славко Ломбарковски се зголеми за 30 на нови ученици. Наставата ќе се одвива во 8 подрачни училишта од 1 до 9 одделение. Се и во ред, нема никакви финансиски или друг вид на проблеми. Преземени се сите мерки кои се потребни за непречено одвивање на наставниот процес, рече градоначалникот Котевски. Образовниот процес започна и во центрите за рандејски развој во Новаци, Живојно, Горно Агларци и Добромири, каде се згрижени околу 50 на дечиња на претшколска возраст. Тече вториот уписен рок на Висшата медицинска школа, пополнет е бројот за физиотерапевти и радиолошки техничари. Генерално на ниво на универзитет, проекциите се вкупниот број на запишани студенти да се движи до 2000. Весна Шеровска. Денес и утре Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола им нуди нова шанса за упис на сите незапишани матуранти. Високата медицинска школа ги отвори вратите за 168 идни студенти. Најголем интерес идните бруцоши пројавиле за студиските програми физиотерапевти и радиолошки технолози, каде што е пополнета бројката за редовни во државна квота во првиот уписен рок. И тоа на општата медицинска сестра, во редовната државна квота 3 студенти, а додека кофинансирање на ова студиска програма, со кофинансирање имаме 25 места. Во редни 10 и вкупен број на студенти 38 на студиската програма за медицински сестри. Медицинско-лабораториските аналитичари на таа студиска програма во редовната државната квота имаме 11 места, редовни со самофинансирање 20, во редни 14 и вкупен број на студенти 45. Физиотерапевтите, тука немаме во државната квота слободни места, со кофинансирање има уште 27 места, во редни 14 и вкупен број на студенти негде 41. Радиолошките технолози во државната квота е пополнета, немаме студенти, слободни места за кандидат студенти. Во редовната квота со кофинансирање има 7 места, во редни 5 места и вкупниот број е негде 12 места за радиолошки технолози. И акушерките на таа студиска програма има во редовната државна квота уште 13 места, во редовната квота со кофинансирање 10, во редни имаме 9 места или вкупно 32 места. По запишувањето на примените кандидати во овој уписен рок ќе се знае дали ќе се распише конкурси за трет уписен рок. Објавувањето на прелиминарната ранг листа е на 4 септември, а објавувањето решение за прием на кандидатите на 9 септември. Сите слободни места на Високата медицинска школа се некаде 168. Значи бараме уште 168 студенти за да ја пополниме комплетно квотата. Се надевам дека во овој уписен рок, ако споредуваме со претходните години, дека приближно ќе стигнеме до квотата што ја бараме, но за третиот уписен рок, кој е на 15.9.2014, ќе објавиме
непосредно пред почетокот на уписот за трети уписен рок, колку студенти, односно колку места слободни ќе останат или колку студенти ќе можеме да примеме. Износот за партиципација е 200 евра во државна квота, 100 евра за дисперзираните студии и по 400 евра за кофинансирање и за вонредни студии. Генерално на ниво на УКЛО проекциите се вкупниот број на запишани студенти да се движи до 2000. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Над 150 мигранти од Сирија пронајдени во товарен воз во Велес. И за други теми по кусата пауза останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: каде ќе студирате? Во градот каде што живеам, во Скопје, надвор од Македонија. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Над 150 мигранти од Сирија се пронајдени во товарен воз на македонски железници во Велес. Според информациите, тие биле скрини во вагони со кои се превезувал јаглен за кавадаречки фени. Времето во Македонија претпладне е умерено облачно со долги сончеви периоди, попладни во вечерните часови променливо облачно и нестабилно со локална појава на пороен дожд и град. Забраните за движење на тешки товарни возила на сите државни патишти во Скопје завршија денеска. При џоѓинг во близина на неговото место на живење, премиерот Никола Груевски го повреди горниот дел на левата нога, соопшти од неговиот кабинет. Масонош упадна во основно училиште во градот Шијан во провинцијата Хубеј, централна Кина, и нападнал 8 ученици и 1 наставник. Во нападот загинаа 3 лица, а 6 се повредени. 5 лица го загубија животот при пат на мал авион кој се урна северно од Денвер. Портпаролот на службата изјави дека сите патници во авионот Пипер 46 загинале. Дали го користите бесплатниот железнички превоз? Ова беше анкетното прашање на нашиот веб-портал. Дури 86% велат не, а 14% дека го користат. На нашиот веб-портал е новото анкетно прашање, посетете го tera.mk. За време на изминатиот викенд сообраќајната служба при СВР Битола во градовите Битола и Ресен спроведе локална акцијска контрола за откривање на возачи кои управуваат со возила во сообраќај на пат под дејство на алкохол. При контролата контролирани се 160 возачи, при што 140 возачи се подложени на проверка за присуство на алкохол во организмот со помош на апаратот Регер. Кај 32 возачи констатирано е присуство на алкохол, за што се издадени 32 платни налози, одземени се 30 возачки дозволи и 32 возачи се исклучени од сообраќај. Исто така при контролата констатирани се 12 други прекршоци на возачите, за кои се издадени 12 платни налози и 2 покани за наплата на глоба, а од понатамошно учество во сообраќај исклучени се 10 возачи, а 3 возила се исклучени од сообраќај заради констатирана непродолженост на сообраќајната дозвола. СВР Битола поднесе кривична пријава против 16-годишниот ЛР од Битола за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични и други психотропни супстанци и прекурсори. На 31 јули годинава од страна на службеници при вршење на претрез во домот на Анна, пријавената фрлила преку балкон 3 најлонски и 2 хартиени пакувања со околу 8 грама марихуана. СВР Битола поднесе кривична пријава и против ПЛ 61 година и ВЛ 56 години,
двајцата од село Рамна, Битолско, за сторено кривично дело, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи. На 24 април годинава од страна на полициски службеници е извршен претрес во домот на пријавените, при што се пронајдени 476 куршуми калибар 7,62 по 25 мм и 170 куршуми калибар 7,9 мм. Вчера полицијата пронајде околу 150 сиријски мигранти во товарен воз на железничката станица во Велес. Тие биле сокриени во товарен воз кој доаѓал од Гевгелија и превезувал јаглен. Според нивните сведочења, сите се бегалци од Сирија. Бегаме од граѓанската војна во Сирија. Сакаме да одиме во Германија, Данска, таму не се живее. Оставивме цели фамилии, но мораме да бегаме. Не сакаме да гинеме. Ниту сакаме да се вратиме назад или во Грција. Исплашени велат соговорниците. Нивната облека целата беше црна од ќумур од вагоните каде се криеле. Имаше и 3 жени, но и деца од по 15 и 16 години. Имаше и студенти, фамилиарни луѓе кои со тага ја покажуваа семејната фотографија каде се нивните деца и сопруги. Но имаше и луѓе со лузни од рани од повредите од бомбардирањето. Објаснуваа дека повеќето се од Дамаск, но имаше и од Алепо, но и од други сиријски градови. Групата бегалци била чувана од велешките полицајци кои ја чекала граничната полиција да ги преземат бегалците. Патниците на железничката станица на бегалците им понудиле дел од храната, бидејќи тие не биле јадени со денови. Јовица Стефанова Викнини денеска сведочеше на првиот ден од главниот претрес со случајот Груевски против Заев. Тој рече дека не ги познава лично ниту Зоран Заев, ниту Никола Груевски, нагласувајќи дека Груевски го познавал само како премиер, но немал никакви лични контакти со него. Сведокот изјави дека не го познава ниту Ден Дончев, за кого СДСМ тврди дека е гласот кој се слуша на аудиоснимката и кажал дека не дал подкуп, а акциите на Македонска банка ги купил на берза, каде што никогаш не се знаело кој е продавач, а кој купувач. Одбраната претходно побара да се повлече нивното барање за сослушување на Нини, бидејќи според нив неговото сведочење било единствено релевантно во контекст на аудиоснимката и сведочењето на Дончев, кои судот ги отфрли како докази. Тужителот инсистираше Нини да сведочи и да не се прифати барањето за повлекување. Судот го одби барањето на тужениот Заев, а судиката Весна Коловска рече дека одлуката ќе образложат подоцна во пресудата. Адвокатот на Заев Мирослав Вујик рече дека случајот веќе добива трагикомичен карактер и може да се насети каква ќе биде и конечната судска одлука. Неделава ќе преовладува нестабилно време. Како и да е, летото е за нас, особено оној период за годишни одмори во нашите туристички места каде сезоната заврши. Во Преспа велат дека се задоволни од годинашната, но дека многу повеќе ќе направеле за следната. Стево Башуровски. Од 10.000 до 15.000 туристи просечно во викендите и во празничните денови ги посетуваат плажите на брегот на Преспанското езеро. Најголем дел од посетителите се домашни гости. Па не сум доаѓал многу често. Ми кажа пријателите дека се пак убаво место е. Па дојдов да се уверам. Убаво е, навечер убаво да се оспие, преку ден е пријатно. Има луѓе, а и уредено е. За разлика од други години кога сум идел, прилично уредено. Многу поодамна така. Има промени. Малку водата е поповлечена во однос на порано кога сме доаѓале. Убаво е, мислам што да кажам, затоа и сме дошла. Па пред една година, лани не сме биле прехлани бевме, така, пред една година. Може човек да се одмори она буквално. За млади може нема толку многу забава, колку што за повозрастни да се одморат, да се релаксираат и така. Сместен во Самати, не сум бил веќе 20 години тука. Дојдов да се одморам на свој начин. Ова за некого е умор, што го правам јас, иначе за мене одмор. Дојдовме на некој си одмор на тишина, да речем, во смисла на воздух малку, поиќе на воздушна бања отколку на плажа, затоа што плажите овде се какви што секој дошол видел. Какви треба да биде, пак некој одговорен треба да не заврши таа работа. Да се прошета, да видеа, да ги прашаја вака туристите. Ами како од Сабајле вака, докај 9-10, па после се прибирам таму во куќичката, се одмараме. Едноставно само одмор, плажа не. Не знам, ви велам, јас 20 години не сум дошол овдека, така да не знам тогаш думам какво било, ајде,
некоја слика ми останала во главата како изгледаше некогаш. Сега не можем да споредувам затоа што само слика е останата. Од тогаш знам дека езерото беше горе до Патон скоро. А водата како вода моментално ваква добра изгледа, ама кога ќе фати талас, тиња, права. И угостителите се задоволни од сезоната. Со оглед на сместувачките капацитети кои до оваа година ги имавме во помал број, повеќе гости ги имаме од околните градови, значи Битола, Прилеп, Крушево и останатите градови, така да се еднодневни гости кои ни доаѓаат тука. Оваа година имаме зголемување на бројот на сместувачки капацитети, така да имаме посетеност на повеќе гости од странство, од Србија и од останатите градови. Како угостител сум задоволен во однос на изминатите и оваа сезона можам да ја оценам како успешна со посетеноста на гостите и инвестицијата мислам дека се исплати за она што вложуваме и за убавата преспа да ја разубавиме уште повеќе. За Преспа е карактеристичен дневен или викенд туризам во отсуство на поголем број сместувачки капацитети, но и на тој план оваа сезона е направен исчекор преку обнова на неколку од поранешните сместувачки капацитети. Локалните власти најавуваат дека и натаму продолжува уредувањето на плажите. Во секој случај, ова туристичка сезона која што е при крај за Преспа значеше вистински туристички препород, бидејќи според она што беше реализирано на планот на посетеноста на сите капацитети кои што се на брегот на Преспанското езеро, навистина имавме една добра, би рекол задоволувачка сезона. Се случуваше во текот на викендите на плажите на брегот на Преспанското езеро да присуствуваат и по 10-15 илјади посетители. Меѓутоа се уште кај нас е присутен оној дневен би рекол туризам или викенд туризам во отсуство на поголем број сместувачки капацитети. Меѓутоа на тој план оваа сезона успеавме да направиме чекор напред, односно да донесеме неколку инвеститори кои што инвестираа во веќе постоечките туристички капацитети, сместувачки капацитети, да ги обнова, да ги реконструираат и туристичката понуда на тој план и оваа сезона беше значително зголемена, што ќе биде тренд и наша заложба се разбира во наредниот период да продолжиме во тој стил со наоѓање на инвеститори, со донесување на инвеститори кои што ќе инвестираат во реконструкција и ставање во функција на постоечките капацитети, сместувачки капацитети, објекти кои што располагаат со сместувачки капацитети. Меѓутоа паралелно на тоа работиме и на изработка на детален урбанистички план за селата кои што гравитираат околу Преспанското езеро, вклучително и брегот на Преспанското езеро, значи онаму каде што се наоѓаат прекрасните плажи на Преспанското езеро и со тоа ќе се даде уште една можност на сите оние кои што ќе сакаат дополнително да инвестираат во изградба на вакви капацитети. Со цел да се привлечат нови инвеститори во областа на туризмот, локалните власти се фокусирани и на изработка на детален урбанистички план за селата кои гравитираат околу Преспанското езеро во непосредна близина на плажите. Еве што донесува светот на актуел. Исламистите во Либија се забавуваат во базенот на американските дипломати. И за други вести од светот по паузата. Останете со нас. Со спектакуларниот концерт на Владо Јаневски се затвори 9-тото издание на Битфест. Романтично запросување на концертот на Владо Јаневски. Ретроспективна изложба на Битфест 2014 на фотографот Сашо Ристевски. Либијски исламисти влегле во дел на американската амбасада во Триполи, но не и во самиот комплекс на амбасадата, од која Соединените американски држави во јули го евакуираа комплетниот свој персонал, изјавија вчера представници на Стейт департментот. На видеото пласирано на YouTube може да се видат десетици припадници на исламистичката оружена група кои влегле во дипломатскиот објект, се забавуваат околу басенот, а дел од нив скокаат во него од балкон. Застега не е познато колку е близко анексот, кој е очигледно дел од дипломатската резиденција до самата амбасада. САД ја евакуира амбасадата во Триполи на 26 јули. Германската канцеларка Ангела Меркел го оправдува планираното доставување германско оружје за курдите во Ирак со заканата која произлегува од терористите на Исламската држава.
Исламска држава во изминатите недели изврши непоимливи злосторства, рече Меркел, давајќи владина изјава во Бундестагот. Се што не одговара на нивната слика за светот, тие го отстрануваат на ужасен начин. Религијата се злоупотребува на страшен начин за да им се даде легитимација на убиствата, теророт и насилното владење. Канцеларката доставувањето оружје го образложи со аргументот дека Исламската држава им се заканува и на безбедноста на Германија и Европа. Конфликтот ги дестабилизира соседните земји како Јордан и Турција. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Во Шпанија се вотекнат преварите од третото коло на третиот ден на 17-то светско првенство во кошарка. Се случи и едно изненадување. Зашто станува збор од извештајот од Гранада на Зоран Мишевски. Магијата на кошарката, турнирскиот систем, светските првенства и избиениот распоред да се игра секој ден, овој пат на Хрватска му приреди непријатно изненадување. Сенегал, афричкиот вице-шампион, ги доби хрватите со 77-75, доминирајќи ги во текот на сите 40 минути. Иако во последните неколку напади, коцкестите кои што на првите два меча славеа против Филипините и Аргентина пак во драматична завршница имаа шанса да стигнат до положение, сепак шутот како и во текот на целиот меч не ги служеше. Србите не смеа да си играат против Иран во мечот кој што е во тек, бидејќи пораз може да ги однесе дури и блиску до елиминација, посебно по вчерашниот несреќен пораз од селекцијата на Франција. Аргентина е фаворит против Филипините од 17:30, а Франција против Египет од 18 часот. Дуелот на Порторико и Грција како да е класика на светските првенства. Овие репрезентации четврто светско првенство се среќаваат меѓу себе. Порториканците се во блага улога на фаворит, бидејќи Грција е без сите своји неголеми звезди, кои што или одмараат или се простија од репрезентацијата. Шлагер треба да биде дуелот помеѓу Бразил и Шпанија од 22 часот, дуел за кој што нема влезници и кој што треба да биде прв голем испит за избраниците на Оренга, откако на првите два меча против Иран и селекцијата на Египет се загреваа. Денес играат кошаркарски мечеви само во групите во Билбао и Гранада, додека пак утре ќе се игра во Севиља и во Гран Канарија. Финска со 40 авиони своји навивачи е селекцијата која што има најголема поддршка на ова првенство. Утре ќе игра против Доминиканската република, американците со Нов Зеланд, Австралија против Литванија, а Ангола со Мексико. Од Гранада Зоран Мишевски. А ние овде ве поздравуваме. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.